Новиот тарифник за извршителите, што го предложи Министерството за правда, а денеска е усвоено на влада, најдена поддршка, делумна поддршка кај задолжените граѓани и здруженијата кои веќе 3 години неуморно се борат за затворање на извршителските канцелари. Од друга страна пак намалувањето на максималната извршителска награда од 1000 на 300 евра предизвика револт кај извршителите кои протестираа со еднодневно затворање на канцелариите. Измените што ги предлага министерката Рената Десковска предвидуваат и репрограмирање на долговите, бришање камати и намалување на извршувањето врз приходите од 1/3 на 1/5. Разговараме со еден од најгласните борци против законот за извршување, Ана Глигорова. Добар ден. Добар ден. Како ги коментирате вие измените што ги предлага Десковска, а веќе денеска се усвоени на владина седница? Пред сите овие години се вродуваат со плод. Значи, моите соборци од Стоп за извршителите, во иницијативата Стоп за извршители, каде што има и неколку граѓански организации интегрирани во самиот процес, се делумно задоволни. Значи, оние предлог мерки, кои и предлог иницијатива за промена на дел од законот, за промена на дел од закони, членови од закони, мислам дека дел од нив се прифатени од страна на Министерството, а дел мислам дека е најверојатно и нивна иновација и нивно размислување. Значи, каде е поентата? Ние веќе месец и пол сме во правда. Пред правда, а не прима горе и заменик министер за правда. Зборуваме за оние протести секој вторник што се случуваат. Секој вторник во 11:30 часот ние сме пред правда. Значи не е само протест, туку и еден многу интересен материјален доказ, а тоа се поплаките, представките кои дискриминираните, згазени, повредени, покрадени да ги наречеме, луѓе ги доставува во правда. Значи на пријавница во правда, на шалтерот во правда, каде што конкретно стојат сите оние прекршувања на закон, сите оние девијации кои извршителите ги направиле, но не само извршителите. Вие зборувате за оние предмети каде што извршителите не постапувале според законот за извршување? И според законот за извршување и спротивно на кривичниот законник. Значи зборуваме за многу тешки кривични дела каде што се направени, но сметам дека таа екипа во правда ги има разгледано. Втор добар момент беше што нас не примаа првите 3-4 пати, односно граѓаните ги примаа со проблемите горе во правда. Значи присутни беа заменик министерот за правда, генералниот секретар, државен секретар, советничката и така натаму. Тие беа сведоци на емоции, на не само емоции, туку и на материјални докази кои им беа доставени. Значи, тие луѓе што беа качени горе, буквално беа луѓе повредени, не само повредени духовно, емотивно и така натаму, бидејќи тоа влегува и во кривичниот законник, дискриминација и така, но и со конкретни дела. Јас мислам дека луѓето беа занемени горе во правда. Да не може да издвоите некој од тие примери кои ете, да кажеме така екстремно ги фрапирал луѓето во правда? Например, например имаше, тоа беше исклучително емотивна ситуација пред 2 недели, еден граѓанин од Велес, човекот на возраст, доста возрастен човек над 70 години, значи патувал утрото во 6 часот тргнал од дома, не чекал студен ден, не чекал нас пред правда многу сати и горе се качи со нас. Тој вака рече: јас земам пензија од 7000 денари. Мене вика, ми се одбива 1/3 од пензијата. Со години. А јас вика не можам да преживеам. Значи со таа 1/3 јас немам за вода, за струја, за храна. Цел живот сум бил чесен, пречесен човек. Повредата, каде е повредата? Повредата е во виртуелниот долг. Долгот огромен, долг за јас вика како сум можел толку вода да потрошам. Стана во еден момент и почна да го рецитира Коста Рацин. Вика, ќе умрам во Борч, надвор од тоа. Ќе умрам во Борч. Затоа што бев чесен човек, затоа што често ја сакав, ненормално емотивен говор. Но има и повреди каде што буквално задржувале плата со месеци, цела плата земата. Значи да, имаме докази за цела плата земата. Значи тоа е веќе прекршување на законот. На онаа пресконференција која одржа извршителите пред неполни 2 недели, кога најавија некој отворен дел со граѓаните, обидувајќи се да се приближат на некој начин, претпоставувам, Зоран Димов нагласи дека 2 од извршителите дека се суспендирани и претпоставувам дека можеби тие извршители се од овие примери кои биле носени во правда, па е направено. Имаше моменти кога стануваа луѓе во правда, горе им зборуваа дека еден извршител вака им рекол на странката, маж беше во прашање,
буквално му рекол, ги имам твоите лични податоци, значи тоа во правда го слушна, ги имам, што сакам ќе правам. Јас ја имам својот матичен број, вика, што сакам ќе правам. Па тоа е злоупотреба на лични податоци, тоа е закана. Да не ви кажам колку кривични дела има во тоа. Че секој нивен потек, скоро секој. Така, добро, е пол со не само прекршоци, не се става само прекршоци, него се дела. Така, ви, според колку што можам, имам впечаток дека вие во принцип не сте задоволни од овие промени кои ги предлага Министерството за правда, а се веќе усвоени, или сте можеби делумно задоволни. Вие одите на вториот чекор. Дали тука има кривични дела? Но, што правиме со овие измени? Дали, ако овие измени се спроведат во пракса, може да дојде до некаква правичност во извршувањето и сепак канцелариите да останат, меѓутоа да се направи правично извршување, ако веќе такво постои. Правично извршување ќе има само ако се прекине со овој начин на извршување, со оваа вонсудска наплата на долгови. Оваа вонсудска наплата на долгови доведе до една ситуација да можеби над 500.000 судски предмети кои се буквално застарени според апсолутната застареност во Законот за облигациони односи, постои апсолутна застареност од 10 години. Законот е променет во 2009 година. Јас ова постојано го зборувам. Значи, едноставно некако фидбекот не се слуша. Но многу добро знам, си имам многу добро консултирано и истражано, дека тој закон во 2000 тој член што е донесен во 2009 година во Законот за извршување, каде што се прекинува извршувањето кога судските предмети од суд преоѓаат ке приватните извршители и во тој момент се прекинува застарувањето. Че тие предмети можеле да бидат 9 години стари, 8 години стари. Че тука имате колку ние знаеме од тие предмети дека поминале преку суд. Значи, ако помине преку суд, тогаш има право да се издаде извршна исправа. А ако не поминало тоа преку суд, што јас се кладам дека дали 2 до 3% поминале преку суд, со оглед на ефикасноста на суд. Најголемите адути на извршителите кога зборуваат за ова, освен тоа што го потенцираат дека една добра страна на извршувањето е кога на пример некој би побарал алиментација, таа не се плаќа, тие преку извршител успеваат да ја наплатат. Каде што се доаѓа до еден апсурд на социјалните мрежи го коментираат тоа голем дел од самоухрани мајки, дека таа алиментација всушност потоа повторно ми ја даваат на извршителите кои ќе ја земат. Така. Тоа се тие правни апсурди каде што се кокетира и се шминка со законот, меѓутоа, од друга страна пак, како што велат, судските предмети кои беа со години во судовите и неефикасна наплата во правниот промет, отидоа на извршители и одеднаш таа наплата во правниот промет може да се направи. Сега зборуваме ние конкретно за социјално ранливи групи и оние граѓани кои се економски немокни. Меѓутоа, што правиме таму каде што некој должник, треба да се извршува врз должник кој има огромни суми, огромни кредити во банки. На кој начин ќе се заштитат тие ако извршителите затворат? Ги затворат канцелариите? Прво, јас мислам дека каматата е најголем проблем. Значи, решавањето на проблемот со каматата. Ја поздравуваме правда, ја поздравуваме владата со некои мерки што ги носат денеска. Тоа што ние цело време го потенциравте, 1/5 од плата да биде 1/5 од пензија, не само од плата. Значи, тоа ако се воведе, ќе се воведе и за пензионерите, ќе се воведе и за вработените. Значи, 1/5 е веќе понормална сума. Но, од кој долг? Од реалниот долг, не од виртуелниот долг. Значи, со оваа непочитување на застареноста и оваа огромна камата која надминува не еднаш, како што беше пред 30 и нешто години во оној закон за облигациони односи во бившата Југославија. Бачи да на Колумба на Ѓорѓе Спасов професорот пред можеби едно 20 дена во којто многу експлицитно го објасни излегувањето од должничкото ропство. Дали вака? Првата, да го парафразирам, првата од мерките е буквално враќањето на тој член во Законот за облигациони, системски закон, тој се донесува со двотретинско мнозинство во парламентот, вели, со тоа враќање на членот кој се однесува на каматата, дека каматата не смее да достигне уште еднаш на главницата од долгот или главницата од долгот, на базата на долгот, и тука се станува. Кога е тоа извадено, а извадено е поради инфлацијата што се случуваше 80-ти години од многу логични економски причини, но не е вратено. Некому тоа одговарало. На Стопанската комора одговарало. На тие што ја правеа приватизацијата во Македонија им одговарало, да ви кажам. Така е правена приватизацијата. Че тоа се исклучително опасни мерки. Замислите колку е тоа важно кога се потребни двотретинско мнозинство. Значи тоа е нешто многу важно. Име се менуваше со 2 третини. Значи ова е нешто многу важно. Тој член, ако се врати, да, буквално и да има ретроактивно дејство.
Не велиме ако се врати од сега, од 2020 година. Тој мора да има ретроактивно действие, зашто ние имаме должничко робство во Македонија. Сите овие што плаќаат и понатаму ќе плаќаат. Сега јавните го поздравуваме премиерот и министерката во контекст на јавните бришање на камати на јавните предпријатија, меѓу кои дели имаме водовод, смет, стамбено, нели тој што беше си за стамбено за станување што беше претходно, и други нели јавни предпријатија, тоа е сосема во ред. Но имаме еден момент кога е веќе застран долгот. Тоа е застран, не постои ни камата. Не може долг да се наплаќа 25 години стар. Тоа со прекинувањето на застарувањето тука е направено дело. Тој што седнал во 2009 година и го направил ова во законот за извршување, тој направил кривично дело без оглед кој професор. Некој од професорите на правен факултет го има тоа направено. По нарачка нормално на таа власт. Но тоа е оставено. Тоа си проаѓа. Затоа што ние не знаеме од тие 500.000 предмети кој поминал ни суд. Имаме антидатирање, знаете ли колку? Антидатирање, фалсификат, јавна тајна, адвокати ве го знаат по Скопје, ми го кажуваат, па тоа е јавна тајна. Сите ние знаеме дека се фалсификуваш, дека има антидатирање. Како тоа не знаеш? Мислам, тоа е тешко кривично дело, знаете фалсификат колку е тешко кривично дело, посебно кога имате службено лице и злоупотреба на службена положба. Значи имаме индиции за организиран криминал, ве молам, не за злосторничко здружување. Имаме индиции да после нова година застанеме пред организиран криминал. Ке Вилма Русковска. Буквално да барам, затоа што има случаи поврзани. Каде што? Нотарот е поврзан со доверителот, со извршителот, со банката, ако е доверител банката. Потоа, блокирањето. Имаме плани пред Министерство за финансија да станеме. Која срамота е тоа со блокирањето, луѓе буквално блокирани, имаме над 80-90. Сега ние немаме при нас сите оние мерки, предлог мерки за измените, ги потенциравме овие 4 бидејќи ти беа објавени во јавноста. Беа објавени па благодарение на тоа што извршителите ги дадоа во јавност за да се види и да се жалаат на таа нели многу мала награда ќе ја наплатуваат од 300 евра, значи таа е намалена. Што мислите, дали тоа во ред таа 300 евра, дали е тоа? Тоа е максималната награда што они може да ја добијат во еден предмет. Па во до 100.000 евра е многу помалку. Значи, она е 1/3, така. Помалку од 1/3, гледам дека се незадоволни, ги поддржувам во протестот, но вчера кога протестираат, видите трансакцијски сметки беа отворени, проаѓаа пари низ нив. Значи, оди протестираат, ги отвориле канцелариите, ама влегуваат пари, цело време бројчаникот се врти, да ги видам кој ќе би се затворат тоа трансакцијските сметки, да ги видам тогаш како ќе функционираат. Мислам дека дојдовме до едно ниво, почеток на битката. И ја поздравувам владата што не поддржа, ја поздравувам правда што не поддржа и ни излезе во пресред делот барањата, значи пред се министерката Рената Десковска. Значи тоа е еден исчекор голем за оваа власт, што го послуша народот, бидејќи стојат стотици илјади луѓе позади. Значи почнаа да се движат работите кон подобро. Јас тоа и го напишав на министерката јавно на Facebook, на пост, во статус. Во принцип... Вие сметате дека битката сега допрва почнува? Па да, затоа што овие извршители, што се сега, дел од нив се луѓе со направен криминал. Значи со реализиран криминал. Тие луѓе и да ги затворат комплетно своите извршителски канцеларии не е доволно. Тоа треба да се одговара. Ако не е одговара, некој друг извршител утре тоа ќе го прави. Бесправно извршување. Значи надвор од кривичниот законник, односно со газење на кривичниот законник, со газење на уставот, се гази едноставно. Како да ви кажам, вели, што сакам ќе правам, ги имам твоите лични потатоци, на што личи тоа рекетирање, самохрани родители, тоа ми го спомнавте. Да, алиментацијата. Тоа им е единствено нешто кога сум ги прашала. Да, постојано го потенцираат тоа и на последната пресконференција и на оние дебати кои пред 2 години ги водевме многу така жестоки. Да, они тоа го спомнуваат, посебно за мајки, затоа што во контекст на разводот на брак или во контекст на делење на старателството, најчесто во 90 и не знам колку случаи, проценти, мајката го добива старателството врз децата и во тој случај таа нели се грижи за децата. Многу често таткото не е присутен и така натаму, некогаш и неќе да плаќа, и не сака да се појави на рочиште и така натаму. Во судот беше заглавено тоа доста на времето, но јас велам, со активно, одлично судство, кое сега мора да почне да работи. Овие ќе бидат приоритетни. Токму родителите, имам и татковци кои не плаќаат, мајките не плаќаат, кои ми се јавуваат, Ана, немој да не дискриминираш. Значи, ние ги чуваме децата, а таа ја нема, вика, бившата сопруга. Така да сакам да кажам, тоа се самохрани родители, кои за најинтересно да биде, да им кажам ова на извршителите да знаат,
ова кај што јас, оваа цела иницијатива што ја водам, најголем дел се токму самохрани мајки што ми се јавуваат. Најранливата категорија. Тие ми се јавуваат, тие се најблокирани од нив за вода, за струја, за тоа е најчудното. Како се тие со алиментацијата и плюс тие се истите што ги блокираат мајките. Значи тука има еден апсурд. Тоа е апсурдно. Нека не се фалат многу со мајките, затоа што тоа преку суд убаво ќе се реши со приоритетна листа. Затоа што се работи за малолетни деца. Со приоритетна листа преку суд. Значи ние и понатаму одиме дека тие треба да бидат дел од судскиот систем, значи од судската власт, а не од извршната, затоа што ние се сега во двојна улога. Ем трговци поединци, ем приватници, со некаква лиценца добиена од државата и се под капата на правда, затоа што сум јас на вистинско место за ставата. Таму каде што се одлучува за нивната судбина како извршители. На вистинско место. Но не барам јас од правда да им пресудува, бидејќи тоа не е судска власт. Ние идеме понатаму. Значи организиран криминал, ОЈО, такви институции кај што ќе се бара кривична одговорност. Има една извршителка за која има над 68 кривични пријави. Па таа уште работи. Па тоа е дел од еден мафијашки систем кој функционира наназад веќе можеби 14-15 години. Па тоа е ненормално. Тоа е ненормално. Има земано куќи, има земано станови, значи имаме повреда. Избркани луѓе во петок попладне. Значи во петок попладне цело семејство со трудна сна, со малолетни деца, со возрасен човек, слеп, кој потоа многу брзо ќе почине. Луѓето живеат во шума, сопругот и сопругата во моментот ме поздравуваат деновиве. Во шума живеат. Во едно мало едно мало место. Како да ви кажам? Нотарката и ревизорот од банка си направиле канцеларија во нивната куќа. Што да ви кажам? Дали може да го откриеме името на оваа извршителка? Јас би го открила додека се трае процесот, значи има таму процес. Не можам да го открием додека трае. Би влегла, значи не само до ние, мои колеги од разни граѓански здруженија и партии, некои кои ги откриваат ад хомидем одат во тој аспект. Тука да спомнам дека нашите усилби, нашите се води веќе истрага што го Да. Не сакам да влезам, значи во тој процес, тоа е злоупотреба. Мислам, тоа е играње со човечки судбини. Ова што го правиме сега, значи ова да правда што ги доставуваме документите и поплаките е од големо значење и за правда и за државата Македонија да ги има во раце својрачните поплаки на луѓето. Тоа е еден белег, тоа е историја, они мора да го чуваат това, да знаат како функционирала една криминална група. Че тие треба да се вратат во суд. Не они, други. Да се има селекција, многу правници имаме во држава, значи тоа е една од професиите кои биле посакувани најверојатно за студии. Имаме добри правници, па како? Па ја имам запознаено прекрасни правници. Имам запознаено луѓе кои сега работат како адвокати и не можат на крај 500 евра плата за себе да се извојат. Па тие луѓе би биле, па со 2-3 години едукација би биле одлични во како суди и извршители, затоа што извршителите имаат еден испит, да ви кажам, со сите правници со кои сум разговарала, што имаат малку повеќе едукација, ми велат вика тоа познава ги на правот многу мало има. Ова се луѓе кои имаат правен факултет, еден мал испит и потоа влегуваат во оваа фела. Има од нив некои бивши адвокати, има некои бивши судии, они многу добро знаат што прават. Но кога си наумил, кога некој ти дозволил да го правиш тоа што го правиш, а има многу пари во тоа, мислам, тоа е такво лихварење, такво рекетирање, такво изживување. Дали се свесни дека таа мајка со 2 дечиња мали, кога ќе дојде кај него, а тоа е маж или е жена, се едно уште положи кога е жена, уште положи, влегува и плаче, моли, затоа што дома има дете, дечиња, моли да биде одблокирана, замислете, они со банките врзани по 2500 денари од блокада, по 3000 денари од блокада. Па тоа со банките мора да се реши стопанска помош. Тоа не се реши со првите промени што беа направени. Па тоа е да интервентна, значи јас за ова урлам. Тоа интервенира, блокирањето веќе не оди со толкава сума. Значи тие тарифи се претходно намалени со оние промени кои ги направени. Ама не сме да има блокирање, тоа е против законски. Ајде вака сега да бидеме конкретни, малку за пред да финишираме. Едно што предложивте да меѓу другото да бидат тоа некои други правници кои ќе работат преку судската власт, ако во иднина тоа за плата.
За плата, не за награда од 300-100 евра, зашто ако им ставиш награда од 100 евра, Меѓутоа ќе се намножат и пак пак лоби групи ќе се порака, создадат. значи кога веќе пораката е пратена, наградата се намалува, значи Драстично, да, се поздравувам. намалува драстично, меѓутоа не е пратена порака дека тие треба да се заминат, поточно да ги затворат канцелариите. Имате ли впечаток дека Министерството за правда прави каква порака праќа до извршителите со ова? Праќа порака, сметам да не се дека наградата ќе ви биде волко, па вие одлучате дали вам ви е исплатливо да држите канцеларијата или не. Тука имате од 101 има сигурно некои 10 до 15 многу богати. Значи тоа се вика многу богати луѓе кои со лихва, со рекет дошле до буквално тоа богатство. Легално, со лоши закони е направено. Значи со многу лоши закони. Тие ако се повлечат утре, тие под нив ќе дојдат на дивно место. Ме разбирате, под нив ќе ги зафатат, ќе го зафатат просторот. Застарените спетки некои таму за топлификација, за евана банкарски. Леле луѓе, тоа со банкарските. Многу луѓе ми доаѓаат со некои мали потрошувачки кредити кои ги земале пред 15 години или со затворена македонска банка која е во ликвидација. Кој е тој правен субјект што ја наследил? Како изгледа тоа што е веќе застарено според апсолутно застарување? Зашто доаѓа сега после 12 години? Вчера зборував со еден мој пријател, живее во Шведска, баш во контекст на оваа проблематика, вика Ана, заради вас сум одел од адвокат на адвокат, вика во Стокхолм, бидејќи таму е роден, таму живе, вика го знам јазикот, со нив да разговарам и они вика одма вика веднаш без пари вика одговараат на тоа прашање. Вака ми вели. Ако случајно дојде кај нив на друг начин тоа извршување, но ако дојде до извршување, на пример, што е прилично ретка појава, во тој случај вели вака: ако случајно извршителот или тој судија извршител како го нарекуваат, он има сосема друго име, тој вика го држи предметот повеќе од предвидениот рок, а тоа е многу мал рок. Каква камата не сме да тече, тоа е кривично дело, одговара. Овие по 9 години ги држат. Да расте каматата толкава во спрега со доверител, доверителот знае за тоа. Знаете ли? Тоа е цела една спрега, каде што јас следниот чек робене би се и доверителите да знаат. Па тука има позади доверител, некој што Кој ги ангажирали. тука? Тоа на банките сметате дека банките се Некои од банките, значи некои од банките, не сите од банките, не можам да кажам сите од банките сега. Тоа би било да вистина голема навреда и клевета. Како можам да речем сите од банките? Некои од банките, а потоа тука се дел од службата што работи во топлификација сегашно БЕК, потоа стари долгови од ЕСМ времето, мислам, ве молам, па нели се продаде таа ЕСМ на ЕВН, на приватен, нели сега е под приватна капа. А долговите се наследија? Нејасно е тоа, бидејќи во Законот за облигациони односи стои многу децидно. 10 години е апсолутно застарување. Зборуваме замислете за кривични дела, за кривични дела многу јасно кога застаруваат. Уште еднаш значи два пати по колку е осуден, да речеме, еве пример, осуден е за убиство, пресудата му е на 10 години, тој го нема, за 20 години тој човек слободно може да шета, нема му е застарено се. Но, да си дојде тука, да си живе тука, да си отвори, да работи и така натаму, иако пред 20 години направил многу тешко кривично дело. Но, човекот што должи, веќе не должи, кој чува 20 години сметка, значи тој должи пред 25, пред 30 години имаме. Па тоа е нонсенс, тоа е апсурд во правото. Кога разговарам со луѓе што живеат во подцивилизирани земји, бидејќи ова е децивилизирана работа, ова не смело да се случи. Значи, ова се става под тепих. Ние се трудиме цело време да го објавиме, да го извадиме. Мислам дека со излегувањето на луѓето на улица, со односењето, мене ми кажуваат, вика, Ана, носиме ние поплаки кога не сте вие, вика, во вторник таму. И ги примаат во архивата? Да, во архивата, ме прашуваат, одиме, ние си подесовне. Значи има луѓе кои не сакаат јавно да се експонираат, одат го носат тоа. Значи тоа е оној момент што е помак, придвижување у целава приказна. И материјалните докази. Јас сум многу голем поборник на материјални докази. Значи да се има црно на бело што се случувало. Значи тоа да го има правда, бидејќи е вон судска наплата и веќе каде ќе одат. Тој рок малку е нејасно сега доколку дојде до такво репрограмирање и бришање на каматите, дали тоа поединечно секој случај ќе ги повикуваат извршителите, граѓаните ќе одат кај извршителите, веќе не знаеме како би било тоа, како би се спровело преку кој механизам, дали тоа ќе им се наложи со закон, мене како сега ќе ми е би... мистерија. Да. Сакам да го видам на дело, значи сакам да видам како тоа ќе изгледа, затоа што
Во принцип се работи за долгови од пред 15 години. Да видам како ќе изгледа тоа со 15 години, што е нонсенс. Не знам дали ме разбирате, Ана. Не може. 10 години е апсолутна застарба. Ако има 2 години предходно ете утужена, па идело на суд, на апелација. До апелација толку е приказан. До апелација. Па тоа е година и пол до 2. Еве 12 години. Која година сме? 2020. Така. Пред 12 години која година била? 2008. Така. Готово. Од 2008 навака тоа нема шанси, иако не верувам дека повеќето од тие долгови реално поминале низ суд. Многу се одливи антидатирани. Ви кажам, чисто да се земат луѓе што биле во странство, има луѓе што не биле доставно присутни или пробашиле или знаете што може да ви направи, едноставно да ве направат должен. Едно време компјутерскиот систем не функционираше. Побарајте нешто од 2002 година ќе ви кажат не знаеме, немаме во, а ви пратиле веќе дека сте должни од 2002. Че тука е злоупотреба на квадрат и од доверителот, и од нотарот кој глуми судија у приказната. Значи нотарите исто се многу проблематични у приказната. Значи од тие во судската наплата едноставно ти си должен. Крај. Должен си во рок од 8 дена или да одиш на повисока инстанца, односно на основен суд 2 да отидеш со одредена представка или следи извршител. Значи следи кажи го извршување или вика во рок од 8 дена, па многу луѓе ќе видат рок од 8 дена, ќе платам. Но наградата за нотарот, ако е по старата тарифа нотарска, не е мала. Значи и тие ако пуштат денеска 100 такви, 1000 такви, тоа се многу пари. Сакам да ви кажам, во судската наплата се злоупотребува Македонија, не е функционална, се чуваат извршните исправи, значи се чуваат по 9 години. И тука доаѓа до таа бројка 20 и нешто години. Тоа се тешки злоупотреби. Тоа најверојатно сметам дека под репрограмирање е и тој момент. Второ, сметам дека правда и финанси, целата влада во овој момент имаат најголем проблем со каматата. Како да го решат проблемот со каматата? Зашто од една страна имате стопанска комора, го имате законот за облигациони односи, тој треба да помине во парламент и таму да се сложат и опозиција и да се сложат доста пратеници. Значи тоа е една многу важна. Сега го гледам премиерот дека е во право и за изборите. Затоа што ако некои вакви закони не се донесат, и ако дојде до техничка влада, ваков суштински закон не се донесе, па чуму тогаш изборите во април. Искрено да ви кажам, чуму. Јас се надевам дека битката ќе продолжи во правец на подобрување на нештата, дека ние граѓаните малку ќе бидат ослободени, па понатаму може да се зборува и за кривична одговорност како што велите, и за плюс мерки, и дополнителни мерки и да не дојде до ова повторно, никогаш повеќе. И порака уште еднаш до владата, уште еднаш порака, ретроактивност на сите закони сте членови што ќе ги донесат да важат надазад, затоа што уставот го дозволува тоа. Значи не е само за кривичните постапки како што ми кажува во правда, туку може и граѓанот. Никаде не е децидо напишано дека е тоа само за кривичната постапка. Многу ви благодарам. Нема зашто.